Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде поетот и дел од македонски манифест Евтим Клетников. Добро дојавте. Добре, најдобро ги поздравувам гледачите на Алфа телевизија. Господине Клетников, еден од многуте поводи за денешното гостување е вашата последна книга. Зборуваме за Света болка, записи во несоница, еве може да видат и гледачите. Обемно пео, како што може да приметам, многу страници, околу 700 скоро. Што содржи таа, зашто всушност се работи? Па наднасловот покажува записи во несоница, тоа е наднаслов на моите колумни што ги објавувам веќе можеби десетина години во Нова Македонија. Тоа се колумните од претходните 2 години, као и јас се изненадив, околу 700 страници. Тоа е фактички четвртиот том од моите колумни во Нова Македонија. Пред тоа имам еден том и од дневник што имам, и така да имам околу 5 тома за македонската болка, екстаза и така натаму. Значи, темата во сите мои тие томови е Македонија. Тоа е некако како онаа теорија на Свети Августин за Бог. Нема периферија нигде, бидејќи се е Бог, во се е Бог и се е во Бог. Така да и во моите книги секаде е Македонија и се е во Македонија. Се разбира, тоа не е тесен поглед, туку Македонија е ставена во контекст на самата себе, на својата генеза, но е ставена и во контекст на цивилизацијата и светот, бидејќи, како што знаеме, Македонија има дадено дарови на целиот свет и македонската историја е толку богата што ретко да има простор во светот каде што нема посеано македонско семе културно-цивилизацијско, така да и во оваа книга фактички читателот ќе најде есеи, тоа се есеи фактички, моите текстови се есеистички. Иначе должен сум да кажам дека таа книга излезе благодарение на двајца пријатели кои ја помогнаа, Борче Шахпаски и Велче Панчевски. И на овај начин им се заблагодарувам затоа што и претходните 7 години на претходната власт ние сите тројца од семејството што пишуваме, жена ми, син ми и јас, бевме на црната листа, а сега ќе видиме, изгледа и сега не сме баш она благонаклонета позиција, ако се види дека оваа книга излегува со спонзори. Така натаму, но сепак мојата задача и на секој писател е да пишува, а не да чека од државата помош, бидејќи знаете, ние и немаме баш национална стратегија за културата. И јас, да речеме, за оваа книга се обидов да најдам сала за промоција, сегде ми бараат пари, сега тргуваат со просторите за промоција, тоа е антикултура, знаете. Ние едва издаваме книга уште. Мислам дека треба да има закон за културата, да биде бесплатна салите. Сега они тргуваат со културните домови, така му испача. Се извинувам за овој вовет малку и критички, но еве главно и се радувам на оваа книга, бидејќи е и на наша тема, болката на Македонија. Малку може би звучи интересно, света болка, од кај иде тоа света болка, бидејќи секоја болка е тешка, а македонската е света болка. Некако изгледа и свечена, зошто? Затоа што света болката е на Исус Христос, распетието, од таму доаѓа, а Македонија е некако аналогно на судбината на Исус Христос, на Христос, кој ја засакал Македонија на тој начин, што го пратил и апостол Павле лично во Македонија. Тоа пишува во дела апостолски. И бидејќи Македонија не еднаш како Христос, туку стотици пати е распнувана од цивилизацијата, веројатно нешто и ќе говориме на таа тема, затоа и нејзината болка и покрај сите страданија е света болка. 700 страници скоро за 2 години, чинам така? Да, јас се изненадив дека... Многу труд е тоа, така. Да, многу колумни, односно есеи, јас ги следам во Нова Македонија, но еве, ако зборуваме во бројки,
Која книга поред ќе биде Света Волка? Ова е пета, ваш. пета со Колумни, да. онај томот Да. од дневник што ги пишував, тоа беа колумни концентрирани за оние варварства што не се случуваа во 2001 година. Така. За терористичките варварства над македонците. Така. Но еве Македонија 2026 година, еве претходните 2 години, може секој да види има дел од она што се случува исто така, но поголемиот дел е поинаку есеистички настапувате вие. Македонија 2026. Како ја гледате? Македонија денеска. Па Македонија денес исто ја гледам во една исклучително трагична ситуација. Може тоа песимистички поглед, но мислам дека барем јас немам перспектива македонска таква за да бидам оптимист. Може тоа се должи и за тоа и на природата на моја. Повеќе сум интроверта отколку екстроверта. Но ситуацијата е трагична, екстремно трагична за Македонија. Од самата 1990 година, откако се можемо самостоивме ние, а никогаш не сме биле од тогаш навамо самостојни. Јас имам пишувано и овде има така, бидејќи веќе на самиот почеток ни беше сменето името. БРМ беше сменето име. Прво го смени Киро Глигоров. Тоа никој не обработува таа теза или хипотеза, како сакате. Зошто? Затоа што тоа беше едноставно тесна Европа, блудницата Вавилонска, како што ја диагностицираше нашиот народ со песната Блудница Вавилонска Европа, проклета да си. Така пред 150 години, мислам, од прилика, после Балканските и Првата светска војна, кога беа исклучителни, невозможни страдањата на македонците, кога Македонија беше касапница за хранење на овие за војуваните страни, кога се регрутираа македонците брат со брат да се тепа, еден со германците, друг со французите и така натаму. Значи, и веднаш потоа дојде Лисабонската декларација 92 година, европска, која е за мене пар екселанс нацифашистички европски документ, бриселски. Зошто? Затоа што во таа декларација повеќе од Хитлер беше темно забрането да се воспостави било каде на територијата на Европа држава со име Македонија. Значи, 2018, односно през Панивици, се случи 1992 година. И ние сите ја преспавме таа нацифашистичка декларација. Од политиката до академијата, академиците, до универзитетските така наречени интелектуалци, бидејќи кај нас сметаа дека е интелектуалец некој ако има докторирано или магистрирано, ако има диплома и така. Не. Интелектуалецот е посебна категорија на личност, не партиски војник, не ова. Имаме ние слика на интелектуалецот преку, нели, онај французот Зола, Жакис, обвинуван. Никој кај нас не обвини. Дури имаме, нели, гледавме дека во Ману го примија на поклонение најголемиот крвник на македонскиот народ, Зоран Заев. Па некој крт од нив прокопа и Нова Македонија ја објави на соопштението на Ману, кој ја признаваат Северна и така натаму. После така наречените интелектуалци од Ману, сега немам ништо против нив, но фактите говорат, не успеја да ја сочуваат енциклопедијата кој сами ја објавија и подклекнаа под балистите, кои им се заканија и каде е таа енциклопедија, негде во подрум и гниена. Тоа е срам. Значи, академијата му нанесе со тој чин срам на македонскиот народ, како и политиката која го поддржи и која го сугерираше тој. Значи, и денешната ситуација е болна, бидејќи се случи преспа, се случи идентитетски геноцид. Значи, забрането е овој народ да се сеќава на своето детство.
Знаете, како секоја личност и секој народ и секоја цивилизација има свое детство. Детството на човештвото е, да речеме, неолитот, како епоха. Нашето детство македонско е античка Македонија, на која корените. А трагедијата е во тоа што ни ја укинаа меморијата, да не можеме да се сеќаваме на родителите, на предците, на прапредците. Дури има нешто уште потрагично. Не само што ни е забрането да одиме назад, да се сеќаме на нашата линија која низ Библијата од првата страница, едно, 2-3 илјади пред раѓањето на Христос, па до Новиот Завет, до последните страници, до Апокалипсата, се провира како златна жица. 27 пати Македонија се спомнува во Библијата. Знаете, ни Бугарија, ни Србија, ни Русија, ни Америка, ни и така натаму. А Библијата е најважниот не само религиозен, туку воопшто социолошки, историски, антрополошки документи и така, затоа се ништи Македонија. Но она што сакам да го кажам, да не ми побегне, трагичното е што им е забрането да се спомнуваат за својот извор, дури и македончињата, поколенијата што сега се веќе зачнуваат оваа година во невестите македонски или по 50, по 100 години, кои што, како што вели Хелдерлин во една песна, оние што доаѓаат од иднината и на нив однапред од сега со овој договор, со Лисабонската, со оваа така ние што викаме просветлена европска цивилизација која има сјајна култура, но има и сјајно варварство. Во моментот главниот проблем, бидејќи се менуваат како на смени нашиве соседи, многу ми навела дека не е до нив, дека тоа некој друг си го прави кефот, нели, тоа што треба, се бугарите и она што го прават во однос на Македонија. Повторно тие евроинтеграции, повторно некои небулозни барања, повторно атаци врз Македонија, македонизмот врз идентитетските одредници, не признаваат ништо, апсолутно, нити име, нити народ, нити историја, се е нивно. Како гледате на оваа ситуација која што дојде како резултат на Преспанскиот, тој договорот со нив предходеше, но она што кога видоа што може да се случи со Преспанскиот да се добие, тие добија зголемени апетити и го прават тоа што го прават. Како го гледате ова со бугарите што во моментов се случува? Љупчо го гледам исто како што го гледам со грците. Да. Мислам, кај бугарите има нешто болно во нивната колективна психа. Има нешто страшно болно, бидејќи тие не се сигурни за својот идентитет, бидејќи тие го имат знаеме, доаѓаат од Казан, од мочуриштата на Волга, како татаро-туркмени со Хан Аспарух, и тука се веќе така до 10-тиот век. Еден нивен учен, мислам академик, дека е Сефтерски, Лидија Славевски во македонската генеза го цитира, кажува дека на дворот на цар Симеон до 10 век се зборувало татаро-туркменски. Знаеш, Моравската мисија е 100 години пред тоа, Кирил и Методи. После, познато е дека Кирил и Методи никогаш не стапнале на бугарско тло. Познато е дека Методи пред Моравската мисија бил испратен од Михајло III, тоа е исто македонец од Византиската династија. Го праќа него, бидејќи имал тој воен чин и бил некој вид модерно речено менаџерна ситуација, стратег, како ги стратег, да. И бил пратен негде во мојот роден крај, Малешевско-Струмичкиот регион, негде на изворите на Брегалница, Равен, и има такви имиња, Равногорје, Равно, место таму, да таму била границата со Бугарија, како и денес се поклопуваат, да ја брани границата, односно да го организира населението за одбрана на Византија од бугарската држава. Значи има илјадници факти кои кажуваат дека бугарите фактички нивниот нов идентитет го презеле од македонците, од македонските словени. Јазикот го презеле и христијанството од македонските словени, од македонците, буквално. Значи,
И затоа јас им замерувам многу на нашиве лингвисти кои се поставуваат пасивно кон бугарите. Мислам, јас сум поет, писател, исто нешто знам за јазикот, може би и повеќе од нив. Значи, не треба да се... Многу е ступидно да го бранам јас својот јазик, како дека не е дијалект, кога бугарскиот е дијалект на македонскиот јазик, бидејќи имате и во британската енциклопедија, например, од 30-тите години на минатиот век и во Вебстеранто, енциклопедијата исто британска, дека меѓу 5 најстари јазици на светот е и македонскиот, заедно со старогерманскиот, латинскиот, индуистичкиот и уште еден кој беше, не е важно. Значи, и имате квадратче на секој јазик со стрелки кои потекнуваат од нив. Значи, сите словенски јазици извираат од македонскиот, целокупната. Потоа, ние грешиме кога викаме дека се поведуваме по некои овие бугарски тези, дека е нашиот нов јазик од Коминтерната, дека Блаже го создава, кодифицира и така натаму. Но тоа не е точно. Нашиот јазик е најстариот јазик словенски и не е кодифициран со Блаже. Него сјаен, тоа никој не го кажува, јас говорам и пишувам за тоа, тој е кодифициран од Кирил и Методий со сјајниот превод на Библијата, Стариот и Новиот Завет. И тоа е така блескава кодификација што и денес Библијата на тој јазик. Јас како дете, бидејќи немаше книги, го молев дедо Васил од црквата што беше Питроп да ми даде некоја книга во торбата со говедата да ја читам. Немаше и тој ми даде старословенска книга и јас како дете ја разбирав таа, библиските текстови ги чита. Значи, првата кодификација на македонскиот јазик е Библијата. И тој јазик се расшири веднаш во целиот словенски свет со богослужбите. А тогаш црквите и манастирите беа универзитети. И тука е болката на бугарите. Тоа е едно огромно културно-цивилизацијско наследство кое ако го зграпчат нема зима за нив, како што нема сега зима за грците со Преспанскиот договор, бидејќи ја добија на тацна и името, и античка Македонија со целокупното културно-цивилизацијско благо на Аргеадите, на Филип и Александар, и сега овие сакат од Кирил и Методий наваму се да зграпчат и ние да видиме деца на Коминтерната, нити да знаеме од кај доаѓаме, нити кои сме. И затоа мене ме боли онај сега француска рамка, така наречена перфидна на овај Макрон. И тоа и нашето двоумење, ова на владава одложено дејство. За мене е тоа одложена смрт преведено на по-јасен јазик, со тоа што тоа е шифрирано да не се сетат комшиите и така натаму. Не, треба веднаш раскинување на тој договор за да спиеме мирно и да биде охрабрен народот. А не да бараме ние гаранција од Европа да дека имаме свој јазик, свој... Мислам дека е малце ступидно да бараме гаранција од тие кои не ликвидира. Па Европа и Брисел и Вашингтон беа фактички промотори на Преспанскиот договор. И Преспанскиот договор не е само грчки и бугарски проект. Тој е, ама тој е цивилизација. Ништењето на Македонија е цивилизацијски проект. И тука е проблемот. И нас не стегаат суцени со... А ние упорно сме запнале само во Западот. Ние како слепци не гледаме друга страна на светот. Чекајте, има исток, север, југ. Кај се Русија, Кина, еве Русија, ајде да речеме, ја стигна. Ама Русија не се бори против Украина. Парадоксот е во тоа, ако војува со украинци, браќа гинат. Русија се бори со НАТО. А украинците се колатерална штета, несречни војници на НАТО. Додека да го сватат тоа, дали ќе го сватат. Отидовме малку далеко, значи
бугарите имаат нешто болно во психата и тие сега запнале по секоја цена и затоа ние треба да бидеме енергични. И ова влада има шанса да биде херојска ако собере храброст и уште утре да рече стоп. Тој договор е антимакедонски апсолутно, веќе бевме ликвидирани ние се станавме од комплетен организам, едно крваво торзо со Преспанскиот договор. Доста е и готово. Инаку нема спас. Што би им препорачале на оние што се во првите редови, зборуваме, ги спомнавте и вие, јазичарите и историчарите кои што настапуваат како што настапуваат, секогаш во дефанзива се, никогаш не напаѓаат, секогаш се браниме нешто наше, нешто што е историски факт, тука не зборуваме за некои мистификации како што се оние бугарските имаат плочи преправано, писма преправано, што веќе не, крадено историја и грците и тие. Кај нас работата е чиста, што им препорачувате малку по-офанзивно да настапат, не вака што дефанзива цело време. Дури не треба ни збор да речат, да не прифаќаат едноставно борба со. Да ти знаеш, ако на таков дрзок непријател настравен кон тебе, како бугарите, им прифатиш диалог, ти уживаат во тоа, да се караш со нив, да спориш, не признаваат аргумент. За нив е лек иронија. Еве, јас имам еден пример со еден бугарски поет, формиравме еден фестивал заедно со французиве, театарот на поезијата, директор Мишел Демоун, таму имаше една словакиња секретарка, тој се заљуби во неа од италијанско и да ја угоди формира еден фестивал Капа Лест, котва на истокот во Словачка, и зеде поети од југоисточните народи, од Македонија не зеде мене и Радован Павловски. Последниот состанок беше во Виена, таму се испокаравме со него, рече сега што правиме Северна ќе пишуваме или има. Ја му скокнав, Северна можеш да се ја пишуваш ти ако си италијанец, Италија и Франција, не и Македонија. Ама чекај, пари дава УНЕСКО, викам сега ќе се јавам ја на УНЕСКО да кажам како тргуваш ти политички. А не, двајца грци имаше поети исто, викам, покажав на нив. Викам, еве, они можат Северна Грција да си ја наречат. Беа културни, знаеш. Во Грција имаш за разлика од бугарите, така. И таму имаше еден бугарски поет, Кирил Кадијски, многу добар поет и што е рака на срце и франкофон. И некако се залепи за мене, не за Радован, ја му бев интересен. И шетаме, абе, ти ме кажи че си българин. Јас си молчам. Абе, ти ме кажи че си българин. Пак и трет пат, викам, абе, Кирил, што да ти правам? Ќе ти кажам, ама знам дека нема да ми веруваш. И толку беше спласнат. Значи, ако му прифатиш, значи, нашиви историчари и овие агресивни се, ако молчат, не име. А башка треба да им кажат, јас не сум чул од нашиве лингвисти, овие од институтот, нека ми простат ако некој, ама не сум чул ни да напишат, ни да кажат дека бугарскиот е диалект. И дека за тоа има илјадници аргументи, не еден и два. А историчарите, тоа е срамота што го прават. И првата комисија и втората. Еве, што разговара втората? Зашто? За да потврди првата што? Нема, за да земат хонорар добар. Мислам дека поинаков овој вториот состав. Имам доверба во сегашниот. Немаме од нив сега. Не се слуша што се прави, но мислам дека имам доверба во тие луѓе. Две години веќе преговарат, не знаеме што не даваат. Мислам дека сега наводно као преговараат, знаете како она со Европа, Европа лаже дека се прави дека ќе не внесе во нели друштвото, а ние се правиме дека им веруваме и така цело време тераме приказка. Историчар да си може во таа комисија треба и не мислам на мене и некој поет да види писател. Затоа што некогаш писателите повеќе имаат интуиција, инстинкт за некои историски суштини. Например, на што мислам? Да им кажат и на Европа да подготват еден извештај за Брисел од тој тип, например. Например, зошто не е
Гоце Делчев бугарин. Единствен аргумент, како поет, можеме да го поднесеме, немаат ни една песна за Гоце Делчев. Додека има кај македонциве стотици песни, Во неколку националната книги. меморија ги нема. Затоа што патот на идентитетот е патот на меморијата. Тоа доволно е. И да им се однесат во Брисел песните, ако сте паметни, а не глупави, тоа. Така да се разговара со нив, а некако нашиот министер за надворешниот сегде доаѓа, а сите ни се пријатели, или грци, овие, не обожават, не. А за грциве, исто ќе им кажеме, дајте ни дали имаат грците една песна за Филип и Александар Македонски. А ќе им ја однесеме од 19 век славјано-македонската историја на Ѓорѓија Пулески, каде што имат 30 песни за Филип и Александар, и цела книга Петар Поповски, историчарот, оваа време собра песни од старци од Галичијата и регионот за Александар и Филип. Кај ги наш? Значи, патот на... А грциве имаат песни за нивни, за Леонидас, што под термопилите, што рекол, ако имаат персијанциве копија да го засенат сонцето, дотолку подобро под сенка ќе се биеме и така нат. Значи, имаат за Леонида, за другиот Јанис од Спарта, како се викаше, и значи нивната меморија доаѓа, а нашава меморија доаѓа по патот преку предци, прапредци и така натаму. Тоа историчарите треба тоа да го кажуваат, не да спорат овој, не знам, така мислам. Да. И мислам дека е дегутантно историски комисии да работат со бугарите. Според мене и лингвистиве да го бранат македонскиот јазик. Штом јас го бранам македонскиот јазик дека не е дијалект, значи се сомневам. Самата одбрана буди сомнеш и не им одговара на бугарите. Не е тоа, вие. Без да им кажеш дека нивниот е дијалект. Така, контра, да. Да, и да се повикаш на светски слависти. Андре Вајан, светски славист, Андре Мазон, Реджинал Дебреј од Австралија, Селишчев и Бершен од Русија, кои старословенскиот јазик, ние го нарековме старословенски, бидејќи сме скромни и космополити, да не сме националисти, а тие го викаат старомакедонски вајан. А бугарите си го викаат старобугарски, иако нивниот, например, голем академик Шишманов, јас го цитирам од првата половина на минатиот век, тој бил и министер за просвета и големи од БАН, академик на БАН, тој вели децидно, вика, бугарскиот јазик е позајмен од македонските дијалекти околу Солун, значи од јазикот на Кирил и Методи. Така да нашиви историчари треба да се борат со бугарско оружје. А има такво, знаете колку, кај бугарите. А ние немаме една книга историска, синтеза на бугарските ставови позитивни за Македонија. Например, ние Македонски манифест пративме еден допис до Институтот за национална историја, кога беше најжестокото негирање на бугарите, да направат една бела книга на злосторствата во Македонија. Тоа се прави за една недела, стручњаци. Што значи тоа? Фотографии за зверствата, за стрелањето на ваташ, има некој на младинците. За главата одсечена на Невена Георгиева дуња што ја носат на колесни селата. Има купишта таква, само ставиш легенди, еден текст од 4-5 страници и на англиски и го разнесеш по амбасадиве, го пратиш во Брисел. Не ни одговорија господата историчари, не најдоа за сходно да кажат ви благодариме на ова, камоли да го направат. Тие се занимават со своите величини, не е тоа, не. Па нашата античка историја не е чепната се уште. Се уште тие ја проповедаат историјата зад Карпатската на Дројзен, дека сме ние дојдени од некои зад Карпатски мочуришта.
А археологијата не И го пребливавме Дунав со цевчињата од Трски, така. Да, а археологијата не пронашла ни една скршена стомна како артефакт и така натаму. Дека сега да не ги критикувам јас, но имам право да како поет и како човек што чита книги да каже некои вистини. Не за мене една историчарка сега да не ја кажувам кој е. Не сакам се име, еднаш ми се впушти, што не ми се мешаш ти во мојот терен. Како маша се вика? Викам, вие се тесни, ти си тесен специјалист, шрафови за ша. Викам, писателот, поетот по дефиниција е упатен во се. И тоа добро, викам. Па историјата е прва лектира на писателот на поет. Тоа е Шехерезада, тоа се приказни, кои за жал ти и многу ваши колеги не знаете да ги дешифрирате, да ги читате правилно. Така, така да кај нас тесната специја. Сега, па еден лингвиста мора да биде упатен многу подалеку. Од јазикот наш се покажа дека кирилицата не е на Кирил и Методи. Тие ја наследиле, дека имаме ние уште на некои златници со ликот на Клеопатра кирилски букви. Значи, голема е тајната. Така. Но, еве, зборувавме и за меморијата. Што бива со овие, со меморија на златна рибка кои што се декларираат барем како македонци и кои што во моментов се поголеми бугари секојдневно од бугарите. Например, ако измериме во бројки колку пати Радев и останатите кажале бугари во устав е 3 до 4 пати, имаме една македонска, наводна македонска партија која што секојдневно по десетина пати го говори истото и еве издегува Јотова, вели не е тоа последното. Како што знаеме и сите, да не се лажеме, нели, дека не е, кажува дека не е последното, СДС вела дека е последното. Излегува Радев вели дека е последното, Филипче вели дека не е последното. Како, што со нив? Она гранка македонска која што постојано не влече каде што не влече, историски гледано. Да не се навраќаме на Гоце и неговата приказка за дека не познава земја која што повеќе пати од своите, колку и да не се свој, нели, одроди и слично. Како ја гледате ова насока, бидејќи е нелогична, тотално? Поголем бугарин од Аспарух некој се прави. Добро, Љупче, ако мислиш на партијата на СДСМ, јас имам изјаснето. Да. Имам и пишувано текстови за тоа, дори имам една колумна во неколку продолженија, имам правено паралела компаративна меѓу Хитлер и Заев, во која секако му давам предност достоинствена на Хитлер, без разлика што направи, затоа што до бескрај си го сакаше народот и го до небесата и го прогласи за најариевски, за најинтелигентна раса и така натаму, со огромна, додека тој си го мразеше и го мрази и не знае кој од кај е. И имам и напишано и на телевизија многу пати, и самиот Филипче го имам повикано на дебата, ако сака, да му објаснам зашто неговата партија е фашистичка. Има аргументи за тоа. Затоа што те учествуваа во геноцидот на својот народ, што се вика идентитетски. А идентитетската смрт, јас го цитирам Луи Ван Сен Томасо, антропологија на смртта, кој децидно вели најстрашната смрт од сите видови на смрт, а не само тој, сите антрополози. Зборувавме за тоа, затоа што со тоа ти се укинува меморијата, ти си ставено ти е некој чип дека не знаеш од каде си дошол, зошто си тука, каде одиш и така натаму. Тоа е. Така да ова сега што го говори Филипче и тие неговите трабанти, каде што за жал има и некои универзитетски професори, па јас ги жалам студентите гледајќи дека не знаат 5-6 реченици со убава синтакса да составам. Она што картезијански стил што вели Декарт, мислам, значи постојам, а тоа значи добро да се изразуваш. Декарт не е тоа голема тајна. Значи да мислиш со убав јазик, со убава синтакса, со убава визија и така натаму. Така да
тие се луѓе, како да кажам, не знам зошто немаат срам да не се појавуваат едноставно со такви. Мислам, тоа е жално кога видиш такви празни луѓе, не без визија, тие и не знаеш што е тоа визија. Туку има еден сјаен антологиски писател европски, австриец Роберт Музиле, он има еден роман Луѓе без својства. Тоа се луѓе без својства. Без својства не само без карактер, туку и без битие, без пошироко. Тоа е. Јас им го препорачувам тој роман да го прочитат. И дури не треба за нив ни да се зборува, но мислам дека е тоа жално што членството нивно е исто зомбирано и жално е што за време на ликвидацијата, кога се ликвидираше македонскиот народ идентитетски, еден не се најде од нив да излезе јавно да крене рака, не. Јас излегувам од таа партија затоа што е фашистичка, затоа што прави идентитет. И тоа беше жално. Сега дојде на знам. Да, се одделија тие. Да. Да. Ама задоцни, нека прости. Да. Тој требаше на време да крене и ќе беше херој. Дојде секоја чест, добар човек, добро говори, добри идеи има, задоцни. Можеше порано да реагира и да направи не. Но јас не се слагам дека само во СДСМ има антимакедонци. Има насекаде. Антимакедонци се сите тие 200.000 на кои се подпираат бугарите, што зедоа бугарски пасоши. А такви има некои во нашата влада, за жал. Знаеме некои од нив. Зошто се антимакедонци? Викаме помирување на македонците. Но во Македонија треба да се помири здравото ткиво. Знаете, гумно кога е? Веќе не знаеме што е тоа гумно, кога се одвева житото. Ветер се чека и она што е шупливо оди на една страна здравото. Зошто овие македонци се сомнителни македонци што земе на бугарски пасоши? Затоа што бугарите, перфидни мрсници, како што не викаат тие нас, а тие се тоа, тие скрои еден таков сертификат, документ во кој не само што ти треба да кажеш дека си бугарин, туку треба да кажеш дека и таткото, и мајката, и дедото, и бабата, и прадедото, и прапрадедото се бугари. Тоа е гнасен, антиморален чин до крај. Дедоти, прадедоти на кого пиштол му ставале бугарите и не отстапил, а овие покрај тоа што подпишуваат тоа и давале во джебот најмалку 500 евра, 1000, не знам, бугарите развија бизнис со тоа од македонците. И зошто ги даваат тие? Девек немале леп за во Европа да одат. Мајката немале, умираа од глад, даваа по една кола да купат од Софија. Така да жално е што во Македонија е разединето здравото ткиво македонци и овај народ со редица пониженија кои се и цивилизацијски проектирани. Имам пишувано ја. Тоа е проект и на Брисел, ако земеме БРМ, па Лисабонска декларација, па промена на устав, па земање на знамето крадење. Па 2001-та тероризмот во Македонија беше цивилизацијски проект. НАТО и Брисел. Тоа беше, па ги фатиевме како глувци американски, овие, нели, со автобус што ги изнесува терористи. И така натаме. Па Робертсон, генералот на НАТО, рече терористи. Па утре бил збунет, не знаел за што се ра. Па утре дента вели борци за човекови прави. Па самиот кој беше овој заговорник, почина Арбен Џафери. Самиот тој рече тоа не беше борба за човекови права, туку за територии. Па ни ги доведоа терористите во владата. Насилно и Вашингтон и Брисел. Па после дојде Охридскиот понижувачки. Па Бадинтер, каде апертхеиден договор. Уште тој перверзен закон со кој ни ги изменија улиците на нашите херои македонски, па ставија балисти.
Значи, па до преспанскиот, па рамка француските. Значи, тоа е една хронологија на пониженија страшни, темпирани, не само во договор со Брисел, со Софија и Атина, договорени со Вашингтон и Брисел. Значи, знаеме тиранската платформа дека беше проект на Вашингтон. И така, значи се одеше до тоа да се доведе до една зомбификација македонскиот колектив. И тој е таков сега, умртвен, зомбифициран. Македончето е сега јаде кебапи и пие пиво во кафани, ништо не го интересира. Нека ми простат честните македонци кои не се, но ја гледаме ситуацијата и таа ситуација е многу тажна. И таква беше и 2018, ја гледав, ние лаевме, некои мали групички, манифесто, Тодор Петров, овие, оние, само тоа бе. Општо глубило, кафеаните беа полни, никој не ни се придржуваше, а фактички се одлучуваше може би за столетија, не дај Боже, судбината на македонците. Но Македонија нема да исчезне. Да, имаме уште теми за отворање, но мораме да одиме со кусиот блок реклами. Се враќаме веднаш по рекламите со нас, Евтим Клетников. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Евтим Клетников. Зборувавме за Македонија, за она што ни се случува со Грција и Бугарија, но дали е сепак толку црна сликата или не е толку? Па не е. Има светлина, како што велат, на крајот од тунелот, кој е долг и црн за Македонија со столетија, но има. Зборував не црно, песимистички. Затоа што мислам дека не би било фер да бидам оптимист во една таква ситуација и кому да му кажам што е оптимистичко овде. Оптимистичка е душата на народот. Тоа да, светла, која што ја помрачја, зомбира, но таа ќе излезе на виделина. Мислам дека и друг пат си ме прашувал тука дали има спас за Македонија. Може сега ќе ја малку варирам тезата моја. Има. Со еден збор Македонија е неуништива и покажано е дека низ столетија е, не е тоа прв пат сега, иако сега најстрашното со идентитетскиот геноцид, но идентитетски геноциди имала и наназад. Сега немаме време за тоа да разговараме. Има два начини да се спаси, бидејќи е неуништива. А зашто е неуништива? Затоа што Бог ставил рака на неа. Сега нека атеистите не ми замеруват, овој сега е, како што ме викаат, некој религиозен фанатик. Не, секое битие човечко е религиозно се раѓа. Само не црковно религиозно во онтолошка, во смисла на битието. Она што вели Јунг, Бог е во нашето битие, тоа е епицентарот на битие. Индусите велат Атман и Брахман, спој на земното и небесното со космичката енергија. Значи, во Македонија пристига најревносниот Исусов апостол Павле, без кој некои библиолози велат дека може би немало да успее христијанството, првата христијанска црква и влезот на новата цивилизација кон Европа од Македонија. И целиот словенски свет е христијанизиран од македонците, вклучително и бугарите, кои креваџеве. Значи, во целата Библија, од Стариот до крајните брегови на Новиот Завет е Македонија, не случајно. И апостол Павле доаѓа во Македонија директно по директива на Исус Христос, пазите. И тоа стои во дела апостолски во Библијата. Прво, Светиот Дух му вели не си ти за Азија, продолжи потаму и кога сака да застане, тој во Витанија, едно градче близу Мала Азија, мислам. Тука ќе бидеме сега со Тимотеј, кој беа двајца и Сила, негови придружници, веројатно и апостол Лука бил со нив. И тогаш му се јавува Духот на Исус Христос, вика не си ти ни за тука, продолжи потаму. И тој продолжува и по кратко време во Троада го среќава македонецот, кој му вика дојди во Македонија, помогни ни.
И тој доаѓа во Македонија, ги основа правите цркви, од тука тргнува новата цивилизација кон варварска, кон уште паганска Европа и така натаму. Значи и во Павле бил многу задоволен од македонските христијани како боголики и тој ги советувал грците за кои вели дека имаат тврдо срце, во Дела апостолски постои, нека читаат грците што мислел Павле за нив. И вели угледајте се на богоугодните македонци. Во своето второ послание до Солуњаните тој им се обраќа како архетип за боголюбиви на македонските христијани. Вие сте, вели, од почетокот избрани за спасение на светот. Сте го чуле од нашиве теолози некој да го кажува тоа? Не знам За зашто. жал, не. Тоа е, значи колку има. Значи првиот факт е шом Христос ставил рака на Македонија, а бил пратен во Македонија затоа што македонската психа била најблиску до филозофијата на љубовта безкрајна на Христос. Затоа и си патиме. Така. Да. И втората шанса за Македонија е општа катастрофа, бидејќи ние од катастрофа излеговме со асном од Втората светска војна, а тоа го велам затоа што има знаци за тоа пак да се повтори тоа, можеби и за македонците да излезат, не само македонците, и други потлачени како нив и ништени од оваа сурова западна цивилизација, пред секоја дури и на Кина ставила рака, англосаксонците и така, и на Индија 300 години ја држале, една Индија кротка. Алжир, французиве демократи 300 години го држаа и го франкизираа. Добро им се враќа сега. Значи, да, ќе им се врати. Значи, и Библијата, ако земеме Новиот Завет, завршува крајните страници со голема светска, па може и космичка катастрофа, Армагедон. А не ви звучи Армагедон нешто како Армакедон? А има една лингвистичка школа, прашка школа, многу позната, Јакобсон, мислам, е водач нејзин лингвист, кој вели дека зборовите слични по звучност се слични и по визија, по суштина, значи, и јас тоа го користам, ја водам водата на наша воденица, што е нормално, и според нив дека овој Армагедон е фактички битка на светлината со темнината, на злото и доброто и така натаму, а македонците секогаш војувале со светлината и нивното знаме е затоа сонце светлина. А грците го украдоа сонцето, а тие немале смисла за светлина и сонце. Најдобриот митолог Роберт Грейс, тој е и поет, кој има книгата Грчки митови, цитира Аристофан, мислам дека беше, кој вели дека грците го мразеле сонцето и го викале нерани мајко, затоа што сонцето и месечината спремале заговор против грците. А сонцето ја символизирало Македонија, а месечината Персија. Они ги напаѓале грците. Значи, нивен основен символ е бувот, кого европјаните го прогласија како символ на ова. Значи, еве да не бидеме песимисти, за Македонија. Македонија е неуништива и тоа мора да го знаат и бугари и грци. Таа е кодирана на многу места, на карпи, на вода, на што сакате. Толку има знаци, сега ги уништуват. Грците ги уништуват, бугарите ги крадат. Но толку е богата Македонија, толку извира дури и она парче што е само оставено сега, што не ги пресекоа и езерата, дури и Дојранско езеро како едно котле, мало, го пресекоа да не е цело македонско и така. Македонија вечна. Вечна да ни. Благодарам што бевте, мои гости. Благодарам и на тебе. Ми беше чест. И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.